Дали како директор на затвор си имал некоја закани од некој затвореник и дали има такви проблеми, бидејќи реално да си директор на затвор ќе имаш работа со бараби и дали вреди да работиш таква работа. Општо луѓето ги интересира, знаеш, кој ќе кажат директор у Македонија, се замислува канцеларија, фотелја, нозете на маса. Како е да се види директор на затвор у Македонија? Жешко. Што правиме ситуација и го разговаравте тоа? Кој? Го пушта Пандов, му дава подпис да излезе вако. Тоа го разговаравте? Абе, И сега направили и Прески имаше беља напред. лежи за кражба, Пандов му подпишува да излезе, ово излага прави кражба. Пробал да огребе обложувалница во гости. Да. Сега што треба да кажеме? Пандов му земал 300 евра да му подпише? Гледајте сега. Ама не, тоа е таа Затоа што логика. тој наратив, да бевме свртени наобратно, ќе требаше викам, тоа не, тоа е криминал. Тоа готово, затвор. Таму да се најде он Панче пари. Тошковски завчера искочи и кажа Сваѓате, што му се да случило на сада. Сам еве тоа денес ќе се деси. не можеш да им ги знаеш на работ на затворениците. Еве ти еден затвореник, те поздравувам. Ајде, кој? Све што кажа Сокол е така, сега искочив пред еден месец. Марко Мандич. Одговорно тврдам. Поздрав до Марко, може вака не се знам, али поздрав. Да. Не, мечка, не можеш да бидеш каба тако подпишеш. Тие воспитачи што се едно друго ни даваат предлог. Ама не, сега логиката, наративот што го Па, не наметнува можеш Пандов. Пандов вика, овие излегле, им дал Сокол, земал пари, они излегле. И како излегле? Ама не, тоа беше Добро, нивниот ама- наратив. И сега треба ние да го аплицираме истиот. Ама сега- Ако го аплицираме знае- истиот наратив, ќе биде Добро. сега Пандов си земал пари од тој од гостивар, си го пуштува на кривишно. Знаеш дека мечка ние даваме предлози до управата за извршување санкции за излез на надворешна фирма, он ги подпишува. Не даваме предлог. Не ги пуштаме. Директорот на управата. Да. Тие 40 он ги пушта. Он може да рече не може. И нас. Да. Не сум ја. Кога разговаравме со нашата редакција, разговараше со Пандов, имавме информација дека собрал документи ги однел во обвинителство, уште пред да ги објават јавно. Потврди да, рече однесовме во обвинителство тоа што сме собрали материјал, но кажа дека однели дополнителни документи за неправилности при јавни набавки. У затворов јавни набавки имате вие? Имаме. Какви неправилности би можело да, не знам, што би носил? А не знам што може да носи. Тендер нормално се спрема. Се пушта, се излага на лицитација, си го зима. А зашо е тендер? Зашо се тендер? За исхрана, за горива, за одржување, за хигиен. Мали тендери се тоа, не се... Даде какави тендери сте прилик? Па да ви кажам, за леп, што е, Житолокс го има, да не навлагам, али Да. не е повеќе од 2,5 милиона. Денари. Да. 2,5 милиони денари се околу На годишно ниво. 45.000 На годишно ниво. 45.000 евра. Ева, има за набавки за нафта, за грејење. Па тоа е пола биткоин, мислам. Добро, сега може он да навлага во сите, дете слободно има, сакав да додадам дека има, се најави пред месец дена и уште се ревизија е влезена во затвор Скопје, државна ревизија, каде што на 4 години они ќе се истражат све, па ќе видиме што е како Е е. редовна Редовна. контрола. Да. Има едно добро прашање, вели Александар Мицов, дали како директор на затвор си имал некоја закани од некој затвореник и дали има такви проблеми, бидејќи реално да си директор на затвор ќе имаш работа со бараби и дали вреди да работиш таква работа. Општо луѓето ги интересира, знаеш, кој ќе кажат директор у Македонија, се замислува канцеларија, фотелја, нозете на маса. Како е да се види директор на затвор у Македонија? Жешко. Жешко. Жешко и тешко. Закани имало? Сум имал. Од непознати броеви пишува. Знаеш, овој има многу пријатели надвор, знаеш за овој вака, за притворени лице, на друго. Што да ви Не се кажам? спие мирно. Така, мирно. Ке се вртиш малце, лево, десно. Ке пратиш состојбата. Ми било гордост да работам оваа работа. Стварно, но сега после ова што се деси од директоров, стварно така се чувствувам
Вака како ти дојде да се нафатиш на ваква работа, имајќи упред дека ти си имаш успешен бизнис и работиш кој од малого те знае со. Сега не успешен, сум Тоа си работа. Сум работел, културна работа што се вика, и не сум навлагал на ваква проблематика. Кога дојде време да се нафатам малце за оваа проблематика, разговарав со тоа раководство со премиерот Зоран Заев. Ми ги кажа поентите што треба да ми ги каже. Дека треба таму да се работи одговорно, принципијално и дека нема љутиш. Ден денес му ги памтам зборови, ако сгрешиш дека треба сам да си одиш. Јас сум го држал тоа ниво со исправена глава, сум излегол од таму и не сум направил никаков проблем или не сум ја донел институцијата никаков проблем да се избрукам, да ме разрешат или да си отидам во мое време, во време на владата на СДСМ да напуштам таа институција со некакво нарушување или некаква неправилност. Се вака од временски аспект и еве сега што се случува и што си претепал, би прифатил пак да бидеш директор на затворот? Пак да сум не. Да. Со ова искуство што? Со ова искуство доволно еден мандат мислам. Има едно прашање интересно, коментар или предлог како би се решило тепање и малтретирање и омаловажување на затворски полицајци од страна на затвореници, не само во Шутко, туку во сите тоа имаш генерално затвори. Се го Идризово скоро имаше нападнати полицајци. Како би се решило тоа? Кои се најголемите проблеми што ги имаат затворски? Види Мечка, затворската полиција е оставена и управата на такво заборавање на и недавање на сигурност од полицијата и од другите безбедносни служби. Ја у мое време 9-3 години и 8 месеци до сега трпеле закани, се запалило кола, пресретнувале затворски полицајци, им се заканувале. Една кола се запалило во округ на затвор Идризово, на директорот му се запали кола. Најнормално утре дента све опожарено возилото, ни рација, ни кривица, ништо. Ништо. А се знае кој е кој? Мислам, ако има служби, ако има, треба да се знае, ако нема, зашто некој за 25.000 да иде дома да го вади да го тепа? Кој никој една анегдота ја знаеш, од еден тренер Батаване, струмица за тебе се вртам, струмица никој нема. Да. Па исто. Со тебе се. Не се сега со тебе се сите. Да. Нема. И многу пријавени затворски полицајци што се вработени, видео каде се наоѓа со какви проблеми си даваат отказ и одат. Мислам дека платите се задоволителни, има 30% на ризик, бенефициран стаж има, но заштита многу слабо. Многу слабо. Све идеме на тоа колегијално, на тоа смирување, некои стандарди што се од Европската унија се утврдуваат, да нема пендраци, да нема такви реперкусии, насилства, значи шамар ако удри еден полицајт на притвореник или на затвореник се носи на суд, преку време сила, крив испаѓа, никој не е заштитен, не ги брани, не ќе да навлагаат у конфликт и на крај знаеш што завршува? Од озгора стигна наредбата од кај директорот. Кој треба да се даде наредба. Дали за претрес, дали за префрлување, дали за одзимање, од озгора кажа. Па вајда ќе им ги средате еве сега. И не е само со затворските полицајци, мислам така и со обичните полицајци, исто проблем. Што е да направи полицајец е крив секогаш? Па тоа кажам, системот е малце тука корозиран, каде што стварно треба да им се даде малце потпора и да им се даде сила и енергија на тие затворски полицајци. Тие се луѓе, не смееш да ги омаловажуваш, да ги мечиш, да ги правиш. Да. Само малку да политикава да фатиме моабет. Само уште едно прашање. Како коментираш овој фактов што
бивш затвореник беше назначен за заменик директор на отворено оделение Идризово, на Идризово, со како беше со Велес нешто. Не е битно, заменик директор практично на затворот Идризово беше назначен бивш затвореник. Мојот коментар? Да. Па славеа у Идризово. Се раздаваше 8 сати, дури не го повлекоа Предлог. предлогот. А предлогот тука ние го фативме у емисија го фативме. Славеше затворот. Извинете, не бевме ни. Славеше А затвор. ние го фативме туку емисија и нели му извадивме и казнена евиденција на овако. Леле, го сезнавме човек. Славеше затворот сега. Дечко Идризо се извинуваме, немавме така. Не знаевме дека